Минатиот пат го разгледавме оној интересен дел средбата на Валам со Исуса и оној случај со магарицата. И заклучивме уште еднаш, како и од претходно, дека ние како луѓе мора да научиме да ги вршиме работите и да го живееме животот на негов начин. Не на мој, не на наш, туку на негов начин, или како што беше онаа песната на твој начин, така се викаше? Или на начин твој, како ја пеевте. Да? Не таа. Таа беше химна на нешто друго, оваа нашава химна. И затоа што само тоа е сигурен пат. Се друго е опасно, веруете, и може да заврши кобно за нас. Еве го видовме, повторно ќе кажам, случајот со Валам. Како Господ борба води некојаш со нас, преку нашата совест, испраќајќи пораки, само за да не оттргне од погрешниот пат и да не врати на вистинскиот. И како што Матеј вели во 7 глава, 21 стих, клучното е да ја твориме неговата волја, а тоа е неговиот начин. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. 1,5 милиарда христијани, не знам колку има на оваа земја, може би само 1 милиарда се католици. Господи, 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 кој знае колку пати ќе изговорат и на устата им е Господ, Господ, Господ. Но не е тоа што ти е на уста, не е тоа важно, важно е што ти е во срце. И творењето на Божјата волја, тоа е тоа што го одликува Божиот народ. Како што знаете, сопруг на сопруга или обратно, или дечко на девојка ќе изрази љубов, ќе рече те сакам, ама не е битно тоа што е на уста. Повторно ти кажам, битно е срцето. Матеј 15.8 всушност е препис на Исаија 29.13. Матеј 15.8 стигот вели: овој народ ме почитува со устните, вели Исус, а нивното срце е далеко од мене. Страшно. Многу често пати срцето и устите не одат заедно. Најчесто така. За жал, поготово во овој наш век денешен. Едно кажува, друго мисли, трето прави. За жал. Често пати знаеме да се најдеме на таа тема, меѓусебно или еве со брат Гоце често пати дискутираме. Не можеме ние да го обратиме светот. Не можеме. Ако зборуваме едно, а правиме сосема трето. Кој ќе ни верува? Темата е под наслов кој е твој Бог? Сега ќе речете, како сега? Можем да знаеме кој е наш Бог. Се надевам дека знаеме. Ке видиме. Валам што тврдеше за себе? Иако отпаднал, вели Елен Вајт, нели, ама и понатаму тврдеше дека е Божи пророк. А дали беше? Гледаме во неговиот случај, на некој начин бил приморан, односно Елен Вајт кажува, тамо па и самиот текст во Библијата кажува, толкава желба имал да оди и да ја заврши работата за која што бил повикан од Моавскиот цар. Меѓутоа Господ му вели не оди. И дори им вели во првиот обид тамо на Моавските и Мадијамските старешини кои што дошле, Господ не ми дава да одам. Си кажува човекот. Че јас сакам. И на крајот како завршува тоа? Повторно Божјата волја се остварува, односно тој изговара благослов. Ама што му е во срцето? По секоја цена сакал да ја заврши работата, значи како што бил повикан да изговори клетва и да си ги земе паричките. Кој бил негов Бог? Мамонот. Како и на Јуда, на еден од учениците.
И не само мамонот, може да биде нешто друго наш Бог. Да отворим во Излез 3 глава. И сега, ова порака, јас пред да ја фатам поуката во раце, иако знаев дека хронолошки ќе ја проучуваме книгата на Излез, ова тромесечие, потоа сватив дека пораката ми има допирни точки и со оваа поука, што беше денес, но и со следната, која што ќе имам јас следната сабота, така да некои работи ќе се повторат, па внимателно слушайте и не мора, мада ви препрачувам да ја читате, ама не мора ни да ја читате, ќе одговорите нешто, ако се сетите на оваа тема. Излез 3 глава, повторно тука сме грмушката и тој настан, значи Исус му се јавува на Мојсија преку грмушката, оној Господов ангел, кој што често пати, како што видовме и денес од пуката, всушност не представува никој друг освен Исуса. Од 9 стих вели: повисите на Израелевите синови стигнаа до мене, вели Господ, и самиот видов како ги пеците ги угнетуваат. Затоа ајде, јас те испрќам при фараонот да го избавиш мојот народ. Вели, значи, Господ на Мојсија, мојот народ, израелците од Египет. Кој сум јас да се запатам при фараонот, вели Мојсија, значи почнува да се изговара овде, ја покажува онаа недостојност. Му одговори Мојсија на Бога: и да ги изведам израелците од Египет. Јас ќе бидам со тебе, продолжува Господ. И ова ќе биде знак дека јас те испратив, кога ќе го извадиш народот од Египет, ќе му искажете почитување на Бога на оваа гора. Тогаш Мојсија му рече на Бога: ако отидам при израелците и им речам: Бог на вашите татковци ме испрати при вас, и тие ме прашаат како му е името, што да им одговорам? Јас сум кој сум, му рече Бог на Мојсија. Потоа продолжи: кажи им вака и на израелците: јас сум ме испрати при вас. Потоа во 4 глава да Излез продолжуваат тие негови изговори. Прости Господи, во 10 стих од 4 глава вели, продолжи Мојсија на Господи: јас никогаш не сум бил красноречив човек, ни порано, ниту сега, кога му зборуваш на својот слуга. Јас сум бавен во зборувањето, а на јазик тежок. Интересен е одговорот денеска. Може нешто опфативме, ама одговорот него кажавме, вели: кој му ја даде устата на човекот, вели Господ на Мојсија? Кој го прави нем и глув? Кој му дава вид или го ослепува? Зар тоа не сум јас, Господ? И така оди, јас ќе бидам со тебе кој ќе зборуваш и ќе ти кажам што да зборуваш. Прости Господи, пак рече Мојсија, не би ли испратил некој друг? Не сум јас за тоа. Се налути Господ на Мојсија и рече, значи, знаете, кога Господ ќе ве повика на некоја мисија, прифатете ја, може би ви изгледа чудно и вака и така, меѓутоа, оти Господ знае да се налути. Зар Арон, левиецот, не е твој брат? Знам дека е тој многу красноречив. Значи, еве, ќе најдеме решение за тоа. Еве, токму ти излегува во пресед. Кога ќе те види, ќе се израдува во срцето. Сега 15 и 16 стих се клучни. Ти зборувај му нему и ставај ги зборовите во неговата уста. Јас ќе бидам и со тебе и со него, доека зборувате. Ќе ви кажувам на двајцата што ќе работите. 16. Нека му зборува тој на народот место тебе. Значи Арон ќе зборува место тебе. И сега внимавајте. Така, тој ќе ти биде место уста. Значи тој ќе биде твоја уста. А ти ќе му бидеш нему место Бога. Ти ќе му бидеш на Арона како Бог. Што значи сега ова? Излез 7 глава, 1 стих. Ова сега што ќе очитаме опфатено во делот од четвртокот за следната поука. Првиот стих. Господ му одговори на Мојсија: гледај, ќе те наметнам како Бог на фараонот. Сега, вели овде ќе бидеш како Бог на фараонот. Мојсија ќе биде како Бог на Арона и како Бог на фараонот, интересно. А твојот брат ќе биде твој пророк. И што е пророкот всушност, нели? Гласноговорник, Божи гласноговорник. Тој портпарол, да, денешен модерен назив.
Тој ќе биде твоја уста. Арон е уста на Мојсија, а Мојсија му е како Бог на Арона. Ти кажувај, вториот стих, се што ќе ти наредам, а твојот брат Арон нека му повтори на фараонот да ги пушти израелците па да заминат од неговата земја. Чи ти кажувај се што јас ќе ти наредам, а таа наредба потоа стигнува и до фараонот. Мојсей има овде поголем авторитет од владетелот на египетското царство. Тој ја пренесува Господовата наредба и тој е како Господ за Арона и како Господ за фараонот. Бог е некој кој што е во позиција да наредува и да управува со своите субјекти, значи оние кои што му се подредени. И во тој смисол Мојсей му е како Бог на Арон. Че Мојсей му ги пренесува Божите наредби на Арон, а преку него и на фараонот. А Арон требало да послуша се што ќе му биде кажано од страна на брат му Мојсей. Значи, гледаме овде дефиниција што е за пророк. Арон е уста Господова, Мојсеева, ама и Господова може да кажеме, затоа што Мојсей му е како Бог. А кој е Бог? Оној кој што наредува. Е сега, во светлината на ова, како би одговорили на прашањето кој е твој Бог, кој е наш Бог? Токму така. Тој чии што наредби слушаме, тој е наш Бог. Кој беше Бог во СФРЈ? Го спомнав ми вчера. Не знам дали е точно, ама оно што се зборуваше од кај му е прекарот. Тито. Ти-то. Ти-то. Ти чеш то да радиш. Ти-то. Наредбите. Да, во ред. Во ред. 1980, 4. мај, сите сватија дека Тито не беше Бог. Или уште не сватија некој, да. Меѓутоа, ако ги познаваат вистините како нас, да речеме дека Бог не умира, значи тогаш ги изгубија своите идеали мнозина, значи со тоа што Тито сепак беше обичен човек и умре. Да. Значи, кој е мој, кој е твој Бог? На Валам му беше Мамон, како и на Јуда. И Јуда и Валам ги слушаа парите. Желбата за пари, за богатство. Профит, да. Како што на мнозина денес парите им се Бог. Интересно, како што сум слушал првите овие основачите всушност на Соединетите Американски држави, протестанти биле. Тие одлучиле на парите на доларот да стои in God we trust. Значи во Бога веруваме. Зошто? Затоа што се плашеле дека еден ден токму таа пара ќе им стане Бог. Па да им да читаа, да во очи да им удире стално во Господа веруваме, не во тие зелени шушки. Меѓутоа, за жал, за мнозина денес навистина парите се Бог. Кој е оној кој што го креира и води мојот живот, чии наредби слушам? Тој е мој Бог. На почетокот во Битие 2 глава се вратиме, Господ заповедал само една заповед. Само една едноставна заповед во Битие 2 глава 16 и 17 стих. Господ му заповеда на човекот велејки, јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото на познавање на доброто и злото, во денот кога јадеш од него на вистина ќе умреш. За жал, во 3 глава Битие, значи веднаш после тоа, читаме, змијата беше полукава од сите полски животни што Господ ги направи, и таа рече на жената, вистина ли дека Бог рекол, не ќе јадете од ниедно дрво во градината? Грешка на жената се вклучила во муабет со лукавата змија, односно со искушувачот, и вели смееме да јадеме плод од дрвата во градината, само за плодот од дрвото што е среде градината, Бог рече, не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата и рече на жената, навистина не ќе умрете.
Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога или како богови. Разпознавајќи го доброто и злото. И знаеме понатаму што се случи. Жената кого послуша? Змијата, за жал, овој пат. Можеме да кажеме дека доека не се покајала Ева, нејзин Бог станал ѓаволот. Затоа што го послушала него. Во 17 стих, што му вели Бог на човекот, се сеќавате кога зборувавме за овие проклества, првите проклества, го спомнав на овој стих, но видите како му се обраќа на човекот Бог вели, затоа што го послуша гласот на својата жена. Ева го послуша гласот на змијата, на ѓаволот, а Адам го послуша гласот на својата жена. Може ли жената да ти биде Бог? Добро. Може. И обратно. Може на жената мажот да ја биде Бог. Чиви наредби слушаш? Сега, нормално, сега тука треба да разграничиме некои работи. Немам намера пак да зборувам на таа тема, но денеска се спомна Сефора. Знаете, Мојсе ке загинел, тргнал на задачата, да изврши задачата, ке загинел за малку. Зошто? Зато што Сефора не му дозволила, предходно имале спор, да го обржи помалиот син. И он ја послушал, или за мир во куќа, како да кажем. Или, фала му на Бога, Јов не ја послуша својата жена, која што му сугерирала, проколни го Господа и умри. И што ја вели таму он? Не брбори, како беше таму, као тие, не дрдори. Значи, има многу нешта за што би требало и може мажот да ја послуша жената. Меѓутоа, ако не е во согласно со Божјата волја, доколку ја слуша жената, а не го слуша Бога, тогаш треба да се запраша кој е негов Бог. Значи, затоа што зборуваме, чии што наредби слушаш, тој е твој Бог во животот. Прво, на прво место треба да ти е Бог, па дури Исус е тука многу, ќе кажеме, груп, односно во Новиот Завет тие зборови треба јасно да се сватат паралелно кога читате стихови се сваќаат, кога вели секој оној кој што ќе нема да ја намрзи својата жена, маж, татко, мајка, сака да каже прв треба да му бидам јас, највеќе треба мене да ме сака, а после се останато. Значи, може би е едноставно оваа порака, меѓутоа е јасна. Оној чии што наредби слушаш, тој е твој Бог. За жал, денеска луѓето имаат цели деноминации, за жал, кои што ја отфрлаат, саботата, ќе кажам, како една од најјасните заповеди, мислам, сите заповеди се јасни, меѓутоа оваа некако четвртата им е нејасна. Ѓаволот им ги заслепил очите. Ќе разговарате со луѓе од друга верска заедница и речат, да, прва, втора, ама четвртата е како сега, четвртата ќе ја изфрламе? Не е јасна. А знаеме дека токму околу неја ќе се водат последните спорови, да кажам, и последната битка ќе биде околу саботата, затоа што таа представува печат Божи. Таа покажува чии народ сте, значи, кој е ваш Бог, меѓу другото. Видите што запишало словото, односно Господ преку Езекијел, онаа познато видение, Господово слово му дошло на Езекијел во 22 глава, Езекијел 22. Пред да го читам ова, значи, не напомнав, меѓутоа се подразбира. Жена, пари, кариера, не знам, што и да е, што го води и креира вашиот живот, може да биде ваш Бог. Езекијел 22-23. Ми дојде Господово слово. Човечки сине, речи уште, ти си земја уште онечистина која уште не ја изми дождот на гневниот ден. Во нејзината средина има заклетви од пророци. Значи,
описот овде е за лажни пророци, лажни учители. Заклетва од пророци, како лавовите што рикаат и што го раскинуваат пленот, ги голтаат луѓето, им ги одземаат богатството и скъпоценностите, множики ги вдовиците среде неа. Незините свештеници не го почитуваат мојот закон и ги обесветуваат моите светини, не разликувајќи го светото од несветото. Луѓето денеска не разликуваат од тоа дека саботата е света, неделата не е света. Неделата е обичен ден. Не разликуваат обично од свето. За жал. Не разликувајќи го светото од несветото, не учејќи се да го разликуваат нечистото од чистото. Ги занемарија моите саботи, без чест сум во нивната средина. Незините старешини, сега пророци, па старешини, како волците што го раскинуваат пленот и што пролеваат крв, ги упропастуваат луѓето лакоми на добиток. Ги повторно парите сега. А незините пророци сето тоа го премачкуваат со белило и го покриваат со суетни виденија и со лажни пророкувања, велејќи Господ Бог зборува вака, а Господ не го рече тоа. Господ Бог зборува вака, а Господ не го рече тоа. Како беше оној стих? Доброто ќе го прават зло, злото ќе го прават добро. Или, лажното, вистинитото лажно. Многу јасно стои во Библијата дека саботата е седми ден. А тие велат не, неделата е свет ден. Не велат дека е седми, затоа што немаат за тоа никаков доказ, ама па Господ го рече тоа? Или некој друг Бог го рече тоа? Под наводници. Господ што рече? Кој го знае денот и часот за неговото доаѓање? За Исусовото доаѓање? Никој рече Господ или нешто друго рече? Господ рече никој. И сега некој вели, јас го знам. Господ го рече тоа или не? Велат Господ зборува вака, Господ не го рече тоа. И дури ќе се повикувате од тука дека сестра Елен Вајд, Божи пророк, едно друго. Па да, сестра Елен Вајд кажала такво нешто. Тој цитат е од Елен Вајд, ама има и уште многу други цитати од Елен Вајд, па кога ги собереш заедно, ќе сватиш дека тоа Елен Вајд не го кажал. Значи, многу треба да внимаваме. И што станува со нас ако ние слушаме нешто што Господ не го кажал, чии наредби, да кажеме, чие слово слушаме, не дај Боже да ни стане тој Бог, човек или било што, лажен пророк. Знаете, луѓето се склони да се поведуваат по човек. Јас тоа, да ви кажам, се уште не можам да го разберам во мојот живот. За мене човек не постои за да можам да се водам по него. Секој човек е грешник и секој човек може да сгреши. Да е и жена дома, маж, керка, син, било што. Бог треба да биде на прво место. Секој човек може да погреши. Да, некако, еве, Мојсей го бараат, заминал Мојсей 40 дена го нема, ајде, прекршија се. Значи, луѓето некако се склони да имаат човек, видлив водач, човек како водач. Папа, па да, таму се и папи. Не затоа што спасението е најдрагоценното нешто не смееме да си го ставиме во раците на било кој смртен човек. Не можеме да кажеме дека Бог е наш Бог, ако ние не го слушаме него, а слушаме друг што ќе каже. Затоа треба да се држиме до Словото. И јас знам дека, тоа Јани денеска што зборуваше, тие вистини се непопуларни, тоа ретко кој сака да слуша луѓе. Денеска живееме во 21 век, кога се е забава, се е разонода. Сите гледаат дома по 100 видеа во текот на денот да се разонодат и после ќе дојдат во црква и не им е интересно. Божето Слово не им е интересно.
Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој што врши волјата мојот татко кој е во небесата. Знаете, во Јован 7 глава, и овие стихови ќе испомнам при крајот, празник Сеници е, кога Исус се мислил ќе оди, ќе не оди, па отпосле отишол на празникот и во храмот, вели кога празникот се преполови, од 14 стих читам, Јован 7 глава, Исус отиде во храмот и поучуваше. Затоа јудејци се чуде и велеа, како го познава овој, како ги познава писмата кога не учел? Ние колку што знаеме не бил на ниеден од нашите факултети или така натаму. Тогаш Исус им одговори и ми рече, мојата наука не е моја, туку оној кој ме пратил. На оној кој ме пратил. Дали некојаш Исус кажувал нешто сам од себе? Што вели таму во Јован на повеќе места? Се што прави, се што кажува, е тоа што Господ му го кажува. Да го зборува и да го кажува, да го прави. И затоа бил, немало човек да зборува како него што зборувал, така се вели. Затоа што го кажувал тоа што требало се каже и го живеел тоа што го кажувал. Затоа имало силина неговата порака. Мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. И тоа е и вистинскиот Божи пророк, како видовме во Арон, кај Арона. Значи, ти ќе бидеш Моисеева уста, или односно Божиот пророк е Божија уста, Божи гласноговорник. Тоа што Господ ќе му стави во устата, како и Валам. На крајот Валам тоа морал да го прави. Господ му го ставил благословот во устата, затоа што не можел да го проколне Израел. Тоа е Божиот пророк. И значи Божиот пророк, вистинскиот Божи пророк не кажува ништо спротивно од оно што Господ ќе му го каже. А ако некој сака да исполнува неговата волја, и сега повторно е клучното дали ние сакаме да твориме Божјата волја. И не само Господи, него кој ќе биде спасен, оној кој што ја твори Божјата волја. И овде Исус им вели, сакате да знаете дали јас зборувам само од себе, а не сум учил во вашите школи, дали ова е вистината или не, ако сакате да ја исполнувате мојата, односно Божјата волја, ќе знаете дали е наукаво од Бога или јас зборувам само од себе. И што кажува после во 18 стих? Кој говори само од себе, што вели? Ја бара својата слава. Ние како пастори, ние како луѓе, ако сакаме да го прославиме Бога, не можеме да зборуваме сами од себе. Ние мора внимателно да го кажуваме тоа што Господ го кажал во Библијата, да не го извртуваме писмото на погибел на мнозина. Да зборуваме оно што ќе ни дојде на нас во главата. Затоа е потребна и молитва, водство од Свети Дух, за да можеме да ја пренесеме пораката онака автентично како што е. Затоа што кој говори само од себе ја бара својата слава, а кој ја бара славата на оној кој го пратил, тоа е вистински. Ова е клучно. А кој ќе препознае такво нешто, оној што сака да ја твори Божјата волја, ќе знае дали тоа што се зборува и што го слуша е Божја наука или пак човекот кој дае зборува сам од себе. А ако зборува сам од себе, што имплицира стихот дека ја бара својата слава. Јас што и да кажам од оваа говорница, значи дали проповедам проповед, дали кажам искуство, ја мора да го кажам автентично како што е, ако сакам, ако ми е целта да го прославам Бога. Ја можам да кажам, да издраматизирам ситуацијата, не знам какво искуство сум доживеал, за да привлечам внимание кон себе, за да некој ми даде тука пари или било што. Може и тоа да го направам, ама тоа ми е целта, значи сами од себе да се прославам. Ако сакам да го прославам Бога, ќе го кажам онака како што е, од А до Ш, како што сум го доживеал. Ако ме любите, Јован 14:15, ќе ги пазите моите заповеди. Значи, љубовта се покажува преку послушноста.
ако сме му послушни на Бога и ако живееме како што Исус таму вели, како Он живеел, според секој збор што доаѓа од Божјата уста. Секој збор што доаѓа од Божјата уста, не од било чија уста, од Божјата уста. И ако живеам според секој збор што доаѓа од Божјата уста, со тоа покажувам дека ги слушам неговите наредби и дека мој Бог е тој, единствениот вистински Бог. Затоа што чиви наредби слушам, тој е мој Бог, тоа е заклучокот. И според ова, оние од Матеј 7 глава, значи, после 21 стих да не ги читаме, кои што нели се фалеле дека ова правеле, тоа правеле и така натаму, Господ и вели не ве познавам, одете од мене вие кои што правите беззаконие. Значи тие не се творци на Божиот закон и тие не го љубат Бога, па може на уста да кажуваат што сакаат. Те сакам, те љубам Господе, да пеат песни, било што за Бога, меѓутоа ако не го творат неговиот закон, ништо. Затоа што љубовта се покажува преку послушноста. И тоа треба да ја сакаме, да ја твориме неговата волја, тоа е клучното и со негова помош можеме и да ја твориме. А тоа е единствената сигурност. И со право тоа ќе можеме да кажеме дека е Бог, мој Бог. Дека немам други богови во животот. Бидејќи ја твориме неговата волја и ги слушаме неговите наредби. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.